Се наоѓаме во стакленикот на Ботаничката градина при Институтот за биологија на Природно-математичкиот факултет и уживаме во раскошна, бујна вегетација која што не обкружува. А причината за тоа што сме денес тука е да го најавиме отворениот ден на Ботаничката градина, кој што ќе се случува оваа сабота. Со биологот Сара Вурмевска-Цветановска дознаваме што се во сабота ќе се случува тука, какви активности ќе го одбележат отворениот ден на Ботаничката градина и кој се е добре дојден на нивниот настан. Сара, пред се да не запознаете со самата Ботаничка градина, затоа што ова е очигледно место каде што многу работи може да се видат, да се слушнат и да се научат. Така, како што кажавте, моментално тука се наоѓаме во стакленикот од Ботаничката градина при Институтот за биологија на Природно-математичкиот факултет во Скопје. Многу од граѓаните можеби прв пат сега ќе слушнат дека во Скопје имаме Ботаничка градина. Како што кажав, ова е еден од објектите на Ботаничката градина, нашиот стакленик. Меѓутоа, Ботаничката градина се протега на површина од 14 хектари. Имаме огромен парк, во кој што имаме голем број на дрвенести, грмушести видови растенија, донесени од различни делови на светот во минатото и засадени тука. Во нашиот стакленик тука се наоѓаат исто така голем број на тропски, сукулентни растенија. Тоа се алохтони видови растенија кои што не се типични за нашето поднебје, природно не растат тука, меѓутоа ние тука ги одгледуваме. Во Ботаничката градина исто така имаме објект за ендемични видови растенија кои што се карактеристични за Македонија, ги имаме само на наше поднебје. Имаме исто така објекти за ароматични, лековити и зачински растенија. Овој отворен ден ќе им даде можност на посетителите да прошетат низ Ботаничката градина, да видат што се вирее тука, но во исто време и да се вклучат во дел од активностите кои што ќе се одржат во сабота. Токму така, оваа сабота на 1 ноември организираме отворен ден во Ботаничката градина. Тоа го практикуваме во последните 7 до 8 години, кога ја реконструиравме дел од Ботаничката градина. Оваа година решивме овој отворен ден да биде на тема растенија и нивни опрашувачи. Во рамките на отворениот ден ќе имаме различни работилници, различни активности во кои што може да се вклучат нашите посетители, а поготово посетителите од најмала возраст. Активностите практично и отворениот ден ќе започнат во 10 часот предпладне. Во 11 часот е планирано да започнат активностите официјално. Посетителите секако може да дојдат и малку пред време. Во сабота е најавено убаво сончево време. Може да го разгледаат нашиот парк тука. И како што кажав, веќе во 11 часот ќе започнат нашите работилници официјално, каде што посетителите ќе можат да се запознаат со растенијата и прашувачите малку од поблиску. Односно ќе имаме поставено микроскопи, каде што ќе можат да наблюдуваат различни видови растенија, нивните поленови зрна, различни опрашувачи, така натаму. Исто така, планирано е да имаме и други типови на работилници. Ќе имаме работилница за изработка на хотел за инсекти, поготово опрашувачи. Тоа ќе биде едно катче каде што ќе се овозможи опрашувачите да презимат во овие зимски периоди, каде што ќе можат истите да се размножуваат. Планираме работилници исто така за најмалите, работилница каде што ќе можат да цртаат, да бојат, да цртаат различни видови растенија, да користат листови во овој есенски период кои што паѓаат од дрвјата, нив да направат инсекти и така натаму. Овие активности се наменети буквално за сите генерации, затоа што се предвидени активности работилници и за помладите посетители, но и за повозрастните. Како е начинот на пријавување, дали однапред треба да си резервираат место за учество на овие работилници? Овој настан е предвиден да биде како отворен ден. Значи, отворен настан за сите посетители. Нема потреба да се најавуваат претходно. Вратите на Ботаничката градина ќе бидат отворени за сите. Посетителите може да дојдат, може да се одберат во која работилница сакаат да учествуваат. Нашата цел е да ја подкренеме свеста кај населението за значењето на растенијата и опрашувачите, кои што се помалку ги имаме во овие наши простори, посебно во урбаните средини, и да придонесеме кон нивно зачувување. Да напоменеме дека влезот е бесплатен.
Токму така, влезот е бесплатен за сите и јас во оваа прилика би сакала да ги поканам сите кои што се заинтересирани љубители на природата, на растенијата, на опрашувачите, во сабота да не посетат, заедно да уживаме во сончевиот ден, во убавините на ботаничката градина и да придонесеме за зачување на растенијата и опрашувачите.